Dobro utro, počituvani Skopjani. Pred nas je nov den. Slušnete ova prikazna za Skopje, gradot na našiot život. Partizanska noć tad zvijezdi istuja, a ljubljanska pak lipa mirisa. Skriša se ljubav, kar poživaje, dodeka vardar prikaski tkaje. Vrata, kene izdane, ne krajina svetog velecara i matka. Đurče koda krije, tajna slatka. Srcata naši su zlatan lanecki vrzuva vodno gore kažanic. Moj grad niko ne je stranac. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da si starijama. Se koja nasova, se koja ulica, znaj koliko jazgo saka mojoga. Ne me prašuvaj, koliko stana sad, koga lisiče zaspiva, ajde me rad. Pišteckom centar života duva, čašlja od karši, stražani čuva, a kisela voda zvijezdi sinuva. Koga kakve kolta Почитувани гости, пријатели, добро вечер. Во име на издавачката куќа Арсламина, јас сум Татјана Димовска-Атанасова, уредник на најновата книга на Зоран Спасов Дзов, Џабе живееш у Скопје. Оваа книга е дел од едицијата Попули, како и неговите претходни книги Торонто Експрес и Тито мојот предпоследен херој. Станува збор за збирка на изрази, фрази, хомоними, антоними и други ними, кои што авторот ги собрал во ова негово последно дело. Дел од нив се постари од 500 години, како што вели авторот. Дел од нив се од 1945 година навака. Дел од нив се од времето кога Тито го заболе ногата, а дел кога Клјусев се појави на бина. Идејата за овој проект на Дзов е да ги собере на едно место, затоа што сака да ја потенцира high level шегобиноста на скопјани, затоа книгата е локализирана во обидот да се потенцира хуморот на македонците, за кој авторот е чврсто убеден, цитирам, дека заедно со србите имаат најдобра смисла за хумор во светот. Освен тоа, тој сака да расталаса некои одамна заборавени или латентни чувства кои што тлеат во секој од нас. Под насловот на оваа книга е Водиш до сигурна смрт од смеење. Упатството за употреба го видовте на бук трейлерот. Се надевам дека сите ќе уживате и ќе се забавувате еднакво додека како што јас се забавував уредувајќи оваа книга. И она што можам со сигурност да кажеме дека откако ќе ја прочитате, може да бидете сигурни дека ви е погодена терапијата. Повеќе за книгата ќе зборува гостинот Игор Џамбазов, кој што исто така се наоѓа на корицата на оваа книга, заедно со Бранко Огњановски и Саша Мацановски Трендо. И кога сме кај корицата, посебно благодарност до илустраторот Михајло Димитриевски Тхембичо, кој што се потруди оваа книга да изгледа така како што изгледа. Кога сме кај екипата која работеше на оваа книга, би сакала да се заблагодарам на колешката Ема која што ја скоцка за да изгледа внатрешниот дел како што изгледа, на колегите од Поинтер кои што се погрижија за ликовно-графичкото обликување и за уредничката, односно главната уредничка на Арсламина, Бранка Бугариска, која што имаше сенс за објавување на овој проект. Го поканувам Игор Џамбазов да ви се упорети. Ви благодарам. Добро вечер на сите. До 1993 година знаев само за Дино Дзов. Дино Дзов е легендарниот голман на италијанската репрезентација и кога навива за него вика Дзов, Дзов, Дзов.
93-та се појави уште еден зов во мојот живот. И џабе живиш у Скопје, пријателju, ако не си читал М-експрес, ако не си сечел и попунувал купон од огласник М, и ако не си утнал бар едно прашање на Джандар збира. Џабе живиш у Скопје, бе, душо моја. Понеделнички ги списувавме прашањата, Зофи и јас предњачевме, иако и другите не се, за жалење. Ќе ви кажам само две, што нема никош да ги заборам. Вака вика првото прашање. Кога ќе падне гол во фудбалот, топката тргнува од А. Центар, Б. Карпош 2, В. Керамидница. Тоа е негово прашање. За да играш поло, потребно е да имаш конј, под Б. Интелигенција или под В. Чувство за осет. И нормално одговорот беше дека е чувство за осет, иначе како другаче. Драги мои, станува збор за еден посебен човек, еден југословен по убедување, а македонец по живење, еден од моето време кој ја пееше легендарната друже Тито, ја не примам мито, додека другите ја злоупотребува. Оваа книга е една од оние книги што на прво читање ми делува како јас да сум ја напишал и си викам, идиот, како не ти текна ти да напишеш вако нешто, будало една. Секој писател или барем автор, мора да се сложиш, ние не сме писатели, писател е Венко Антоновски, Сашо Тасевски. Ние сме автори. Автори на дела литературни. Така. Слушајте, дечки, зашто се работи во книгата? Уводот кажува се: посветено на еден прекрасен град, на кој му е дојдено преку таквото од сите. Едиповци што на 40 години спијат у детска, пали светло, иначе си стина офталмологија. Пали светло, ало. Упали светло да се гледам у очи, што би рекол вашиот домаќин Аца Лукас тука, во повеќе наврати. Едиповци што на 40 години спијат у детска. Курајбери што сакаат леп без мотика. Коковчиња со мобилни од 2000 марки. Градоначалничиња со муденца. Копилјана кои не поштујат постари. Шабани што покушаваат да се покондурат. Джанаци што шмркаат глед маса уместо шприцер. Арпаџици што не го реновираат театар комедија, ропаци што се паркираат на место за инвалиди и други пореметени состојби на умот. За тоа зборува книга. Сега ќе ви издвојам две-три омилени од моите. Шо било партизански филм? Слушај вамо сега. Вика, тоа е филм у кој гинат максимум 10 партизани и минимум 200.000 немаца, бугара и италијана. На еден партизан, за да испушти душа, му требаат минимум 45 минути и покрај тоа што му фали пола глава, ногата му ја нема до корено и левата подлактица ја држи под левата мишка. За разлика од него, окупаторите гинат во групи од по минимум 100 комада, кога ќе падне бомба на 200 метра. Топ. Секс. Како и во многу други братски јазици, така и во нашиот има најмногу сленг токму на оваа тема. Сексуална активност се означува со бушење, пеглање, дрмање, цепање, черечење, боцкање, бутање, чукање, гнечење, гуслање, прцање, гузење, напрчуење, кецање, брчење, тресење, кокнуење, креснуење, кркнуење, умацуење, набивање, угуруење, навлекуење, рокање, натегнуење, натртуење, шевање, туцање, колење, рашрафуење, рендање, сместуење, свирнуење, закуцуење, звекнуење. Прекрасна поезија, колега. Джиткање ѓубре низ пенџере. Омилено хоби на скопските урбани селјаци, претежно населени у Капиштец од трети спрат па нагоре. Се одликува со апсолутно непрецизно гаѓање на контейнери за ѓубре у ситните сати. Резултатите од оваа активност се видливи уште долго време у облик на лампиони на околните крошни на дрвата. И за крај,
Што да се очекува од авторот? Нов роман за еден од најголемите македонски херои, забораен од народот, државата и историјата, и една урнебесно романтична театарска комедија, што ако да е Господ, би требало да се игра у неколку театри у регионов, а ја, брате мој, сега ти предвидов на едно телевизиско интервју дека за 5 години ќе снимаме филм инспириран од твоите книги, да си ми жив и здрав, да ти се размножува, Спасо! Добро вечер. А воедно и како сте? Ја немам нешто спремено, чисто да го поздравам Зов. Многу ми е драго што искочи оваа книга и што би рекле, многу сум задоволен ја од книгата, особено што се наоѓам у музите меѓу живите. Од тоа сум најзадоволен. Иначе обожавам вакви книги у кратки форми, у една реченица, што се тоа ми е фаворит. Прејаска ја разлистав, највише ми се свигаше онаа долгорочен план, која ќе купиш 3 литра ракија, демек. Тоа би било, уживајте се, нешто валјда Зов ќе каже. Луѓе, каква трема, да не ви објаснувам. Значи, вака се, вечерва у градов има 2 настана, веројатно знаете. Има промоција на Милчо Манчевски кајмак. Тоа е еден мејнстрим ивент, затоа што севте, да кажеме, у филхармонија се прикажува филм. И имаме едно имаме едно мејнстримче ивент, а тоа е ова овдека. Се издвојува од се останато, зашто ја не сум видел стварно промоција на книга Волку народ. И баш ми е драго. Да. Сакам да кажам зашто сум ја напишал оваа книга, сега 3-4 интервјуа на брзинка спеглавме таму и зашо сега ова? И сега нешто треба да објаснуваш дека сум напишал книга за да се оддужам на Југославија. Таа е книгата Некогаш и некаде. Па сум напишал книги 2 за 1,5 ствари за да се оддужам на Торонто. Тоа е Торонто Експрес и Тивам Штркот. Па сум напишал Тито, мојот предпоследен херој, за да се оддолжам на Тито и на Баба Менка и на Мачето. И сега дојде време да се оддужам на Скопје. Јас стварно многу му должам на овој град. А мотивот за оваа книга беше да спојам две работи, а тоа е скопскиот хумор и скопскиот јазик. Не викам скопски дијалект, зашто тоа е јазик, затоа што ако најдете Нова Македонија од 45-та година, таа е пишуена на скопски јазик, не е на македонски. После ни го сменија, па после се осеќав као егеец у Костурско, само дома смееш да збориш, пошто скопскиот дијалект беше забранет од сите институции и институти у државава. И прв пат се појави во обликот на Петар Арсовски у Среќна нова, узми цевку и работи. Тоа е едниот мотив. Вториот мотив е хуморот, као што кажа и Тања. Мислам дека скопскиот хумор е еден од најдобри у свет. Затоа што се темели на неколку стилски фигури, као што се алегорија, метафора, хипербола, словенска антитеза. И тука, тоа што ми текна? Ми текна за син ми Филип од Канада. Едно време, 3 месеца немаше женска. Му викам, сине бе, некоја канаѓанка тамо нешто смуваа на брзинка, тие лесно паѓаат, ова не се кон наши бе. Вика, тато, не можам. Зашо бе не можеш? Викам, шо ти е тебе? Бе, еднаш, 2 пати. Вика, не можам, вика. Кажувам штос, кажувам виц, ме гледа бледо, тупо, само чека вака да ја погала меѓу и да заспие, вика, толку, вика, не разбираат ништо. И сега да почнам со музија, треба трендо. Книгава имам 10 инспирации, музи, од кои повеќето не се меѓу живите, као што се Марко Цепенков, умрен одамна, Минимакс,
Душко Радович, Горан Стефановски, Меточе Преганов и други. Меѓутоа имам јас три музи што се овдека вечерва посебно инспиративни за мене. За Игор ќе кажам дека, ќе го цитирам Гоце, таму последен дојде, дека е една поливалентна личност. Значи, шо и да пипне, на секое поле е најдобар. Нашето пријателство датира од Жандар Збира, значи од пред 30 години, 29. Трендо е главниот виновник, што ја догурав до овдека, волку слава, да бидам славен, или он направи тоа да Тибам Штркот доживее еден астрономски тираж на читање, он ме програмираше, он ме гураше, едноставно ја од Канада му праќав текстови и така тргна цела оваа приказна. А Бане као лик што ја Бане го обожавам. Он не ми верува, ама ја го обожавам. Он е национален херој наш. Jednostavno, кој ги пишуев овие хумористични зезалици, он ми беше пред очи. Овие тројца музи, ја да се убацам меѓу нив некако, ја имам некоја друга перцепција за нив. Например, ќе ми прости Џон Базов, не знам кај е, ќе ми прости зашо според мене он болje пее него што глуми. За Трендо ќе кажам дека болje забавља него со текстови пишување него што води квизови. А за Бане ќе кажам дека болje глуми вицови отколку што раскажува вицови. А многу сака да раскаже. А за мене ќе кажам дека болje пишувам него што зборам. Ја случајно или не случајно припаѓам на едно друштво, така на мала микрокосмос група, у која што као што стареат сите, све поише и поише сакаат да зборат. Едноставно ја не можам да дојам никад до збор. Тука што се дешава? Ја ќе покушам нешто да кажам, Илчо ми вика чекај, и чекам ја саат време и морам у телефон да си откуцам некој што сакам, што сум сакал да го кажам, ама чекај ќе заборам. И си викаме, пази, мачува ми вика, не були у телефон, срамата е некултура една, што е, а јас си запишувам што сакам да кажам јадниот. И после тој ивент сакам да им ги пратам овие доскочициве, зезалициве, поштапалициве на сите. Сикам, што ќе им ги праќам, бе, брат, не заслужиле. И така почнав да ги собирам и настана книгата. И реално, они три музи уште ова ќе кажам за нив, да не беа они вечерва, може никој немаше да има. Така ми кажа еден пријател. Веројатно, мачето, 5-6 другари и Тања уредничката јавната. Тања е една урбана цура, што работеше на овој урбан проект, значи фала ти Тања. Ми беше доделена од Бранка, главниот уредник на литература. За литература сигурно знаете дека се најголеми, убедливо, најболи, сега да не редам тука. Со нив имаме заедничка приказна, а тоа е да ја промовираме културата, пишувањето, читањето. И као што знаете, до сега сите наши проекти имаат charity димензија, тоест приходот, профитот, што сакате кажете, оди во добротворни цели. Лани СОС Детско село, мене као маленкост, литература и Јосип Броз Тито не прогласи за најголеми донатори во Македонија. Сега за читањево. Значи, книгава чини 250 денари, ја мислев поскапа ќе биде, ама ете така ме убедија. Значи,
сакам една компарација дека ова вискиво што го држите у рука е 300 денари, со сода 350. И знаете што треба да го напуштиме оној момент кога нели идеме на плажа со 3 книги по 500 страни и се враќаме со истите неотворени, а умеѓувреме висиме по социјални мрежи. 250 денара е прекрасен подарок за нова година. И исто така овдека гледам има доста параили. Значи они може да си дозволат да купат 20 примероци. Значи лани, преклани, Дуна компјутери, Растел, Илчо Семос, да не кажам Контра, купуваа примероци и ги делеа. Значи, луѓе, тоа е стварно една доблесна работа. Подобро да купите 20 примероци, дека тројца другари идете на Боемска улица да ги утепате од јадење. Тоа, да не, мислам, ќе ме караат дома, многу сум дугачок, маче додај ми ги тие двете, стакленцата. Значи, вау, чекај се вака. Не, ова е првото. Значи, ова е плакета за Digital Центар или у превод Баџо и Виктор, кои никад не побараа ни денар за све што прават у врска со културата. Баџо, Виктор, тоа е тоа. Ако успеете да дојдете, ако не ќе доам ја последно. Мичо, тргни и ти, Мичо. Значи, ова е стварно многу мала е плакетава за делото што ни го направија. Значи, без поговор, никогаш у живот не побараа ни денар, се надевам, после ова нема никад да побараат. Ајде, жив и здрав. Фала. Океј, шуна. Кој ти ги правеше плакети, бе? Не е диджитал. Не е ништо. Океј. Та си ми жив и здрав, Зов. Фала. Океј, Мичо. Бујрум, Мичо е посебен тип, го имам опишано денеско едно интервју. Тој е авторот на сите илустрации од Торонто Експрес и од ова. Не знам дали гледаш, вака. Ама треба сам да ја прочиташ. Трема има нас, јас обично не зборам вакви работи и слично, така да ќе ти се заблагодарам, нема да ја читам, пошто Ја ќе прочитам. сепак, може да прочиташ. Јас сум одбител, иначе така да малку. Да. Плакета за Михајло Тхемичо Димитровски, најдобриот илустратор у македонската галаксија и единиот битолчан што ја помага скопската култура. Башка и се откажа од хонорарот, така и пишува. Ќе биде занимљиво да се оправдува, фала ми. Ја не знам дали требаше уште нешто друго да кажам или не. Заборев уствари. Денеска е 16 ноември. На денешен ден, пред 32 години, излезе првиот број на огласник М. Дај ми ја чашата. Јас сакам да наздравам во таа чест и во чест на мачето, иначе мртов сум дома. Така да, што би рекле македонците на здравје, а скопјаните живели. Живели. Благодарам. Ајде, готово. Океј. Ајде. А сега и ја малце нешто да кажам како жена на писателот. Мистер Президент, кога ја спремавме дешавката, не ивентот, значи дешавката, се договоривме за простор, за музика, за се, со литература без прекорен договор. И кога дојде моментот за говори, пошто сите вие, блиски и подалечни, знаете дека Зов сака многу говори да држи. И во секоја прилика, дали е роѓенден, дали е слава, дали е журка, дали е кафана, он држи говори.
И сите пахли овој. И јас му реков, викам, немој да држиш говори кратко, концизно, немој да претеруваш. Се сложив, ама видовме колку се сложив. Меѓутоа, реков, може ли јас плашливо да кажам нешто? Па немаш потреба, маче, онака фино негов стил. И сега ова го правам мимо негово знаење. Стопанот рече, немаш потреба, ама ја покрај вас се шверцам. Ке бидам кратка, пократка од Наско, здраво професоре, пократка од Зов, и ке кажам, многу ми е мило што сте толку тука во овој број, овдека и не изненадивте сите. Јас требаше да бидам церемонијал мајстор, ама не можев да се паркирам, ради вас веројатно. И пола саат кружев. И сега само сакам да кажам дека ќе почне журка, повелете да се журкаме, да играме, умеѓу време на пауза може пак да подпишува писател. Фала Злато. Муа. По партизанска ноќта звезди истура, а илинденска пак на липа мириса. Скришно се љубат Карпош и Влае, додека Вардар приказки ткае, муграта ке не издаде. Не е крај на светот, велат цара и матка, Ѓорче кода крие тајна сладка. Срцата наши со златен ланец ги врзува водно горе кај Жанец. Во мојот град никој не е странец. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дал си стар или млад. Секоја населба и секоја улица знае колку јас го сакам мојот град. Не ме прашувај колку стана сат, кога лисиче заспива аеродром е рад. Од Капиштецкон центар животот дува, чаршија од карши стража ни чува, а кисела вода звезди синува. Кога паркот голта вјубени во мракот, за маđари автокоманда тоа е знакот. Цела шутка штом запево хор, центар и чај права чуден акорд. Тебе те чека такси на рекорд. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дал си стар или млад. Секоја населба и секоја улица знае колку јас го сакам мојот град. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дал си стар или млад. Секоја населба и секоја улица знае колку јас го сакам мојот град. Сите нас не спојува